Лекарски пропусти, нивно заташкување и клинички испитувања без согласно со пациентите. Ова за време на пандемијата се случувало во клиниката Жан Митрев, открива истражувачката Сторија на ИРЛ. Се осеќам излажано, изманипулирано. Животот ми е уништен. Во приватното здравство, таму само се знае кој плаќа. Не се знае ни кој јаде, ни кој пие. Сведоштвата изнесени во емисијата покажуваат кај дел од пациентите со ковид се појавиле дополнителни болнички инфекции, а клиниката за тоа не ги известила институциите како што налага законот. Согласивме дека имало бактерии, не сте сигурни дали сте ги пријавиле. Јас ви кажам дека Јас сум сигурен дека се пријавени, меѓутоа ќе проверам. Институциите велат дека не се. Значи јас ќе проверам, не може да ви кажам, може вие и институциите да велите. Сакате да кажат дека лажат институциите. Сакам да кажам дека можат да кажат што сакат. Најголем дел од пациентите биле третирани со хемофилтрација, за која плаќале огромни суми на пари, а чија ефикасност не е докажана и која не е дел од ниту еден протокол за лекување со ковид. Препораката на FDA, на која вие самиот се повикувавте во јавните интервјуа, бидејќи се спореше и беше контроверзно дали треба или не во ковид. Точно. Значи имаме искуства кои со кои малку која држава може да се пофали, за жал, сето тоа ќе се сврти во негативно. Меѓутоа тоа е. Дополнително болницата спроведувала клинички испитувања врз пациентите и тоа без да побара согласност од нив или да ги информира. Ниту една државна институција не била информирана за ова. По здравието никој не смее да се осмели да се нафати со такво нешто. Без дозвола за возење да фатиш автобус да возиш. Добре, ама ова е пострашно. Ова е уште пострашно, Да. не знам кој пример да го земам. Да. И мислам го кажав и ќе го кажам еве пак на Јас да ви дека е кажам, страшно некоја еве да. институција да почне било какво клиничко испитување на лекови и на медицински помагала без сето тоа да помине низ филтрите и низ законските прописи кои што се Агенција за лекови, Етичка комисија и Комисија за клинички испитувања. Ова истражување се базира на 24 пријави на граѓани од Македонија и Косово, кои се истражувале и верификувале речиси 2 години. Клиниката Жан Митрев преку соопштение тврди дека станувало збор за невистинити квалификации, насочени кон намерно уривање на нејзиниот углед, но не реагира на истражувачката Сторија туку на објавите по социјалните мрежи. Очигледно е дека овие лажни информации се креирани со намера за целосно искривување на фактите кои се однесуваат на долгогодишната успешна работа на клиничката болница Жан Митрев, каде што работат повеќе од 400 стручни и професионални лица под раководство на доктор Жан Митрев. По објавената емисија експресно се огласија и од јавното обвинителство. Вела дека веќе оформиле предмет кој ќе испита целата постапка. Веднаш по објавата на наведената документарна емисија, Основното јавно обвинителство Скопје оформи предмет врз основа на инструментот на допрен глас, предвиден во Законот за кривична постапка. Предметот е распореден кај надлежен јавен обвинител кој ќе преземе дејствија за проверка на наводите од кои произлегуваат индиции за кривични дела против здравјето на луѓето. Пред истражувањето во текот на 2021, стапката на смртност кај пациентите во инфективната клиника изнесувала 26%. Во Жан Митрев пак, каде се применил методот на хемофилтрација, стапката на смртност на болните од COVID-19 изнесува дури 28%. И додека сето ова се случувало, министер за здравство беше Венко Филипче, кој поради прогласената вонредна за време на пандемијата имаше одврзани раце да раководи со сите ресурси на здравствениот систем. Тој одбил да даде свое видување на наводите изнесени во медиумите.